Така, продолжуваме со студио 10. Мој гостин е господинот Насер Джемили, представник на независниот синдикат на управата за водење на матични книги, до неодамна и заменик председател на самиот синдикат. Благодарам што дојдовте во студио 10 да разговараме за проблемите на вработените, меѓутоа и за предизвиците на управата за водење на матични книги. Фала за поканата и ви благодарам лично вас како новина што секогаш сте не следиле кога сме имале протести и така натаму. Така, да, се работи сепак за вработени, за важна институција. Каква е состојбата на вработените, ако знаеме дека низ минатото годините, да не речем повеќе од една деценија, се соочуваат со проблеми внатре во самата институција, меѓутоа и реагираат на ниските плати, па поради тоа се одржуваат протести, штрајкови и слично. Да, како знаете и вие, порано почнавме со овој синдикат, со независниот синдикат на управа за водење на матични книги. Почнавме со штрајк еднаш, пред 3 години. Мислим дека беше 21-22. Постигнавме колективен договор, но без покачување на плати. Пред да започнеме, зашто се штрајкуваше, протестираше? Кои беа проблемите? Ниски плати, недостигок на услови, нели, во самите установи? Во ние конкретно сме барале покачување на плата, но внатре кога влегуваш има и разни проблеми, недостици. Фалиле вработници, така да секоја година секоја влада што дошол вработил со договор на дело, тоа не чини за една институција таква, пошто сепак работиме со доверливни документи и тие немат право да работат потполно, да речеме, на таа управа. Ние, како синдикат, теравме работата до негде, постигнавме колективен договор, но без покачување на плата и не бевме задоволни за тоа. Пак почнавме да протестираме. Еве пред Нова година и имавме еден бојкот, но за жал на крај испадна спор кај синдикатот. Кај нашиот синдикат, кај бев ја подпредседател на тој синдикат. И вработените на ова управа, членовите на овој синдикат се многу револтирани, пошто представниците на овој синдикат, председателот и другите, на некој начин не предадоа нас. Видовме дека се потпишува овој колективен договор што го барале другите синдикати. И највише се нервиравме за тоа што и нашиот синдикат се сликал како да овие го потпишале овој договор што беше за цела администрација. Тоа не е за нас, што сме барале ние вработени. Тоа е сосвем друга. Комплет башка работа. Сепак тоа според вас нема да го реши целосно проблемот, затоа што вие каква би била ставката на плати? Сите се највише се помлади референци. И со звањата имаме проблеми, пошто нема напредување. Имало, само селективни, еве да речеме напредување на овие председателот и неколку други од управниот одбор на синдикатот, заради тоа да ги усвојат. Значи, другите колеги повише се со ниски звања и ниски плати. Ние како додека бевме заедно, сите вработените, би сакал да ги благодарам сите што не поддржал. Секогаш сме излагали и сме држале штрајк до 6 недели. Тоа не е баш едноставно, да не функционира матично, не функционира државата како што треба. Секогаш не напаѓала, неколку тогаш да работеа, неколку не, но сепак држивме линија, а на крај не продадоа председателите на синдикатот. Да, сакате да кажете дека тој договор колективен кој што беше за сите
во администрацијата не требаше да биде потпишан, туку сосема нов колективен договор. Што барате вие како вработени? Ние бараме да се потпише барањата што сме ги барале по нашиот колективен договор. Што содржа, ако може содржа по-конкретно? 20% покачување на плата. Добро. За специфична работа што го прават вработени доверливи документи. По тој начин може и да се потпише, пошто не е голема сума, само и премиерот кога сме имале средба со него ни рекол дека ова не е голема сума што не би можела државата да го направи. Да. Видовме другите синдикати потпишеа со нашиот директор потпишеа договорот што е ова 7+7+7. Видовме и нашиот председател на независниот синдикат на управата се слика дека потпишал, ја не знам што би потпишал двајцата синдикати, ова не ми е јасно. Значи се гледа дека тоа се прави намерно само да се пофали дека направиле ништо. Тоа ништо не е. Еве, претпоставам дека Што со овој договор кој што е сега потпишан, се извинувам што прекинав, ќе добијат вработените, а што со овој договор кој што го бараат вработените со покачување од 20%? Види се го ова, не сме против ова. Фала што ни го направи владата ова 7+7+7, но и ние баравме истиот начин да биде. Не баравме веднаш да биде 20%. Дај, направете еден план како ќе ни ги платите, ќе ни ги примате тие, ќе чекаме 2 година, треба само да знаеме дека ќе имаме покачување од 20%. Еве, на истиот договор што се потпишуваше со директорот, гледате дека председателот на АКСОМ не беше присутен. Зошто? Ја знам, го сваќам Маријан, пошто Маријан е многу, да речем, не попушта тој. Многу другар ми е, знаеме додека е. Тој, еве, не бил да се потпише, пошто знам дека срамно му е да се потпише нешто што не барал тој. И ја не отидов да потпишам. Од порано им реков дека овој договор што сакате вие да се потпишете, ова е срамно. Ја не би можел да потпишам нешто вакво. Да. Каков е фидбекот на институциите во однос на вашите барања за потпишување на овој колективен договор? Имате ли барања, имате ли одговори за овој новиот кој што вие го барате? Не е нов, меѓутоа ваше. Више ќе почнеме како колектив да бараме ова. Више имаме, еве, сум земал тука и да гледа дека некои 60% или повише од колегите дадоа оставка од синдикатот. Еве, тука ги имаш барањата од неколку што барале да се откажат од синдикатот. И половина од другите ги пратија сам по поста дека се откажат од синдикатот. Пошто на вистина нема ништо од овој синдикат. Јас сум бил подпредседател. 6 години сум трчал за ова, да ја постигнеме целта и на крај ни се случува обратно дека синдикатот работи против вработени. Ова нема логика. Ја не сум некој човек што може да се продава и да ги оставам на кал колегите, ја ќе идам до крај. Ја на крај ќе се собираме сите колективот, ове 20% мора да се покачи на овие вработени. Какво е расположението во однос на ова ваше барање? Еве расположение. Така. Сите се откачи од синдикатите, ми викат колегите низ цела држава дека ќе почнеме заедно, не ни треба синдикат, ќе почнеме заедно да протестираме, да ги бараме овие права. Или пак, јас сум имал покана и од другите синдикати, да идеме кај нив, да соработуваме и да идеме напред да стигнеме целта. Кои се вашите следни чекори на вработените? Кажавте претходно, сте имали протести и штрајкови. Што сега ви се наредните чекори, односно наредни планови, доколку институциите не го прифатат вашето барање за овој колективен договор? Види, вработените во ова управа сме многу организирани. Знаете, и сами сте биле со вашето медија, сте не следиле. Ние сме многу организирани. Како да речем, сме еден за сите, сите за еден. Посебно Тетово, секогаш сме стајале клуч на врата. Сме биле сите едногласно, сме ја поддржиле синдикатот. И сега не можем Соки да ги оставим на страна тие вработени, што имале доверба до нас. Ако што се не продадоа
овие председателот на синдикатот за лични ситни интереси. Ја идам до крај. Ја ќе ги собирам сите колегите низ цела држава и ќе решиме понатамо како ќе постапиме. Дали слушам дека во некои кругови се најавува штрајк, да нема венчање и други нели управни работи кои што ги правите? На нашиот колективен договор што беше пикнато и овие браковите да се исплатат повише. Срамота е да се исплата 300-400 денари на еден брак. На него, на вработниот му кошта 500 денари или 1000 денари такси што ќе иде таму. Му кошта, треба да се местат, треба да речеме има дами што венчават, треба да направи фризура, да личи малце како што треба. Како ќе покрие со толку кој ќе има волја да иде да ја потпише тој брак. Рековте не е проблем само платите, туку внатре кога ќе влезете во институциите управа за водење на матични книги во објектите ширум земјава не ги исполнуваат условите. Кои се услови треба да бидат? Што недостасува? Ние сега сме под дигитализација. Така. Да идеш ти по местните канцеларии, да гледаш во какви ситуации се местните канцеларии. Во какви? Срамно е. Срамно е. Многу далеко од дигитализација сме. Еве работиме со електронски систем. На многу места нема електронски систем по местните канцеларии. И како функционира ако нема електронски, ако сте под таа управа? Ја по моје треба неколку местни канцеларии треба да се затворат. Еве директорот од нашата управа почнал нешто направил за тој чекор. Не е дека не направиле ништо, но има уште ни фалат многу работници зоки. Тоа е проблемот. Треба таму за да биде еден вработен, да ги работи сите работи, треба најмало 2-3 години да учи. Тука ние нас проблемот, пошто сите ги примат со договор. Со договори потоа се откажува. Ќе си замине, ќе си дојде. Стана како школа, не како институција. Так. Значи постојни работници се повозрастни, млади некако не флуктуираат поради нели недавање на решенија. Со колективен договор немат право да отворат книга. Имаме многу колеги што си замина, го напушта нашата управа. Си замина по другите институции, си замина во странство. За тоа ми бараме покачување на плати. Да има интерес да се пополнат работните места. Ако ни покачуваат плата 20%, то пак ништо не е. Гледаме колку иде инфлација, се покачува. Да, како се движат платите во управата? Мислам дека највише има минимална плата. Највеќе минимална плата. Највеќе има минимална плата. Како може да живее со таа плата еден фамилија да држи со тоа? А со тоа се намалува интересот за башка има многу одговорност. Да направиш една буква, една грешка кај нас, идеш во затвор. Тука е заради тоа, кога го цртавме колективниот договор, идевме немаше начин друг да ни се покачи плата. Токму поради ваквата состојба имаше грешки, мислам, нели и во изводи, во слично. Да, секогаш не напаѓам, но не е грешката кај вработени. Разбираш, немаш услови еднаш. Како сега више помали грешки имаме. Има електронски системи, има поспремни сме. А порано не биле тоа, куцале со машина. Ние сега, ова генерација ги преправа тие грешките. И секогаш не напаѓаат нас. Така, меѓутоа тие документи произлегуваат од институцијата. Мора кон некого прсто да се така впери. Насер, за последна уште минута-две ни остана до крајот на ова емисија. Дали можеби граѓаните, условно кажано, да стравуваат дека како во наредниот период ќе имаме штрајк во управата? Ја мислам дека ќе има. Кога не знаем, но ни треба да се организираме пак, да расчистиме еднаш со синдикатот, да најдеме некој друг синдикат или пак само организирани, пошто и тоа може да го правиме, имаме право да го правиме. Нас Зоран мора да ни се покачува плата. На овие вработени мора да им се покачува плата. Ова е мизерија. Најниски плати у држава, најбитна работа е Сте имале средба со премиерот, велиш? Да. Дал позитивен сигнал. Да. Зошто не е потпишан колективниот договор ако од првиот човек
да речеме, на владата ви дал поддршка, еве? Тогаш мислим дека финансии ни правеше проблем. Тука е попустот. Затоа го напаѓам синдикат. Затоа ја дадов оставка од овој синдикат. Зошто избрзал да го потпише овој колективен договор? Зошто на него можда и по партиска линија им рекол дека стоп малце, прекинете и тие ги смира, сакаа да ги смира вработените. Се собира еден состанок без мене, пошто јас знаев што ќе се работи, и им рекол дека нема да штрекуваме, ќе ни покачат овие. Тоа не е тоа. Мора на овие вработни да им се покача 20% плата. Така. Господин Џемили, благодарам што бевте гостин во студио 10. Се надевам дека вашата борба на крајот ќе заврши успешна во однос на потпишување на колективниот договор кој што го барате со години. Ви благодарам и вас. Така. Тоа беше последниот разговор, последната тема во студио 10 и јас ви посакувам пријатен ден и останете на фреквенцијата на телевизија 24.